Добар ден, почитувани, ова е почетокот на уште една нова Телма амбуланта. Трансплантацијата на црниот дроб е најсложената хируршка трансплантација на орган. Операцијата обично трае околу 5 часа, доколку нема никакви компликации. Трансплантацијата на црниот дроб се применува само доколку се исцрпени сите можности за лекување кај пациентот. Пред околу 1 месец на дигестивната хирургија во Скопје беше извршена првата трансплантација на црн дроб во историјата на македонското здравство од жена донор со мозочна смрт. Како изгледа процесот на трансплантација, колку е сложена операцијата, дали пациентот доживотно ќе треба да живее со имуносупресивна терапија, може ли да се трансплантира црн дроб од жив донор. За сето ова, детално од разговорот со денешниот гостин, професор доктор Светозар Антовиќ, дигестивен хирург од Универзитетската клиника, од Дигестивната универзитетска клиника и е шеф на катедрата по хирургија при УКИМ. Започуваме веднаш по рекламниот блок. За трансплантацијата на црниот дроб денеска зборуваме со професор доктор Светозар Антовиќ, дигестивен хирург од Универзитетската клиника за дигестивна хирургија. Професоре, добар ден, добро ни дојдовте во студиото на Телма. Благодарам за поканата, поздрав до гледачите. Вие бевте дел од тимот кој што успешно направи првата трансплантација на црн дроб во Македонија. Најнапред честитки. Благодарам многу. Голем ден за клиниката, за здравството во Македонија. Мислам дека стварно со сета напорна работа низ минативе децении, оваа клиника заслужи буквално да ја направи оваа трансплантација, можеби и порано од она што се случи пред 1 месец, но како и да е. Колку време се подготвувавте? Единствената операција која што ние не ја изведувавме. Зошто не ја изведувавте? Толку е сложена? Многу е сложена, не само од хируршки аспект, ја тоа постојано го потенцирам, повеќе од организационен аспект е тешко да се организира трансплантација на црн дроб. Во изминативе децении многу тешко наоѓавме кадавери, немаше пациенти толку со мозочна смрт кои што ние можеме да ги регистрираме и да ги одржиме за да бидат, да речеме, донори. Така да мислам дека тука ги лоцирам главните проблеми, зашто толку доцнава ќе фаќаме чекореве, да речеме, со светот и модерната медицина. Како изгледаше подготовката? Имавте ли некои посебни обуки пред да се направи оваа трансплантација? Па долго време овој тим е формиран многу одамна, пред 7 години, така беше формиран, така да речем, од хирурзи во една средна возраст, бидејќи тоа беа препораките на сите медицински центри каде што идевме на тренинзи. И последниве 7 години повеќе се фокусиравме на развивање на црнодробната хирургија. Не е само трансплантацијата тешка, има многу други тешки процедури кои што ги усовршувавме и почнавме да ги изведуваме на клиниката за да конечно дојдеме до трансплантацијата, а на нејза се фокусиравме, мислам, онака баш интензивно последнава година, кога цел тим, не само хируршки, него тим од гастроентерохепатолози, анестезиолози, инструментарки, отидовме во една од водечките болници во моментов во Европа за трансплантација, тоа е болницата Меркур во Загреб, каде што поминавме 2 недели и имавме можност да работиме со експерти од областа, тоа се доктор Коцман и доцентот Николич, кои што баш онака не воведоа во сите аспекти на трансплантација на црн дроб. И мислам дека баш онака спремни ја дочекавме таа трансплантација, што се гледа и во фактот дека буквално сами ја направивме. Тимот кој што работеше првата трансплантација беше само составен од македонски лекари. Уште еднаш честитки. Ќе проговориме детално како изгледа процесот на трансплантација на овој орган, но би започнала со важноста на црниот дроб во нашето тело. Доколку некој друг орган откаже, како што се например бубрезите, постои опција за прочистување на крвта со помош на диализа. Но што доколку се јави инсуфициенција, пропаѓање на црниот дроб? Постои ли некоја ваква варијанта? Да, за жал, црниот дроб нема таков бекап. Не дека и животот со диализа е едноставен, така тоа е живот со многу низок квалитет, заради тоа и тие пациенти на диализа се трансплантираат. Кај црниот дроб нема што да примениме, а да го истиот замени. Оно што кај тие пациенти се прави, односно го прават гастроентерохепатолозите, е лекување на симптомите од таа детериорација на
на функцијата на црниот дроб и тоа се хронични пациенти, така со чести посети на клиниката за гастроентерохепатологија, со многу компликации кои што се живото загрижувачки, така да за нив, за жал, единствена опција за третман представува трансплантацијата на црн дроб. Има разни болести кои што може да го оштетат црниот дроб. Што најчесто се диагностицира како болест кај оние кои што ја изгубиле функцијата на овој орган? Многу се такви болести, од некои екзотични, така да ја нема да ги спомнувам тие. Она што сакам да го потенцирам се најчестите причинители, така, а тоа е секогаш во најголем дел уствари случаите цирозата на црниот дроб, која што може повторно да биде предизвикана од многу предизвикувачи, меѓутоа два се главни, а тоа е прекумерната консумација на алкохол во долг период од живота, така, и втората се вирусните заболувања на црниот дроб, односно хепатитот предизвикан од хепатит Б и С. Она што сакам да го кажам, дека ништо од тоа не се случува преку ноќ, нели? Тоа се долготрајни состојби, многу од нив можат да се лекуваат, така? Меѓутоа, она што е оштетено, веќе не може црниот дроб да го поправи. Да, црниот дроб има многу голема моќ на регенерација, меѓутоа за да се регенерира нешто, тоа треба да е здраво ткиво. Ако не е здраво, тоа што нема можност за регенерација. Или вака пластично кажано, ако се исечете кожата, така, таа не зараснува баш со нова кожа, него зараснува со една лузна, така. И тоа е сврзано ткиво. Истото се случува скоро во сите органи, па и во црниот дроб. Ако се оштетат хепатоцитите од овакви токсични материи или вируси, така, тоа се заменува со фиброзно ткиво. И така таа постепена скарификација на црниот дроб на крај доведува да црниот дроб ја губи својата функција. Не преку ноќ, повторувам, него низ долг период. И има и состојби кога одеднаш нагло акутно се случува тоа, она што го викаме акутно откажување на црниот дроб или фулминантно откажување. Тоа е поретко. Сме го слушале најчесто на телевизиите кога ќе се случи од печурки, нели, тогаш таа интоксикација е актуелна, ете една од индикациите за речеме за итна акутна трансплантација на црн дроб. Тока се многу од лековите кои што тоа може да го предизвикаат, а особено ако се предозирате со нив. Например, парацетамолот, веќе го земам како пример, има ли вистина во тоа, бидејќи можеме да прочитаме големи дози на парацетамол може да го оштетат трајно црниот дроб. Па да не бидеме баш вака негативни према парацетамолот, тоа не најчесто спомнувам затоа што во Америка е најчесто регистрирана таа акутно хепатално откажување, бидејќи е лек кој што многу често се користи, луѓето многу често си го взимаат без да знаат точно колкава е максималната доза што можете да ја земете. Парацетамолот е од 500 мг и највеќе што можете да земете е 4 грама дневно, односно 8 таблети. На тоа веќе се воведувате во ризик да се случи вакво нешто за кое што зборуваме. И бидејќи е лек кој што не бара лекарски рецепт, него може било кој да го купи, веројатно тоа е најчестиот спомнуван, така. Меѓутоа, буквално од голем дел од лековите кои што ги користат луѓето, тоа може да се случи за среќа, кај нив дозите се многу повеќе. Професоре, а дали може да се лекува на овој начин црниот дроб кој што е зафатен со карцином? Дали ова опција? Одлично прашање. Многу мал дел од пациентите кои што имаат хепатоцелуларен карцином, тоа е карцином кој што тргнува директно од црниот дроб, така, се кандидати за трансплантација. Зошто? Заради тоа што подлога па за овој карцином секогаш е цирозата. Така да вие практично со трансплантацијата вие лекувате две многу сериозни состојби одеднаш кај тој пациент. И цирозата ја лекувате, и карциномот. Меѓутоа, треба да има точно критериуми кои што ги исполнува пациентот со таков хепатоцелуларен карцином за да може да биде трансплантиран. И зошто викам мал дел? Заради тоа што како ке сите карциноми и овој се открива најчесто во доцни фази кога што немаме баш многу од арсеналот во хирургијата да употребуваме за лекување на овие пациенти. Ама она што често го добиваме како прашање и стално го спомнувам, се пациентите кои што имаат било какви други карциноми, меѓутоа имаат метастази во црниот дроб и тие за жал не се кандидати за трансплантација. А
Споменавте дека има строги критериуми кој може да биде кандидат за трансплантација на црн дроб. Дали во одредени случаи ризикот од трансплантацијата би бил поголем отколку да се живее со одредена болест на хепарот, односно на овој орган? Па ризикот од самата трансплантација не, меѓутоа многу често тие пациенти кои што чекаат на листата за трансплантација стануваат толку тешки да веќе и тоа не е опција за лекување. Односно тогаш буквално операцијата има толку голема смртност да тој ризик не вреди да се прифати. Инаку пациентите на таа листа постојано се менуваат, они се скорираат секојдневно од докторите на клиниката за гастроентерохепатологија по еден MELD скор, кој што не е битен за гледачите да го објаснуваме, меѓутоа според тој MELD скор они идат погоре на листата, подолу на листата и секогаш оној кој што има највисок ризик од завршување лошо, тој е оној кој што го трансплантира. Дали се смета трансплантацијата на црниот дроб за успешен начин на лекување на болестите, односно колкави се процентите на преживување по тоа? Ја навистина сакам да бидам во одговорите фер и кога зборувам и со пациентите, за да излечите некој тоа значи да направите целосна, не само здравствена, туку и социјална и психолошка реституција на тој пациент. Меѓутоа со трансплантација фактички не дека сте го излекувале пациентот, него сте му овозможиле една терапија за некоја состојба која што акутно му го загрозува животот. Така да пациент со цироза, ако го погледнеме, он поминува низ толку голема операција која што после ќе бара цел живот примање на лекови, така да на некој начин еден голем крупен проблем сте го замениле со друг проблем, така кој што е секако со многу помали ризици по неговиот живот, меѓутоа не дека он има целосна реституција. Така да не е баш излекување, него повеќе е терапија. Терапија на една тешка состојба. И второто прашање беше со во однос на процентите. Процентите, да. Исто и тоа. За преживување. Преживувањето кај црнодробната трансплантација некако е асоцирано, односно е направен еквивалент со преживувањето од карциноми, и кога зборуваме кој е оној пациент што е успешно излекуван од карциноми, оној кој што преживел 5 години. Така 5 годишно преживување тука се анализира. И тука е така да според денешната статистика, околу 75% од пациентите со трансплантација на црн дроб преживуваат 5 години, што зборува за добар процент. Па тоа е одличен процент ако се погледне какво било во минатото. Тие проценти биле многу помали. Тоа е сега така заради и напредувањето на хирургијата, меѓутоа и на сите лекови кои што се пропратени кај трансплантацијата, особено имуносупресијата, која што станува се посовршена и подобра. Постојат два вида на трансплантација на црн дроб. Од некој донор што е со мозочна смрт, но може да биде и од жив донор. Како изгледа од жив донор? Колку од црниот дроб се зема? Може ли да се живее квалитетно со еден фрагмент од црниот дроб? И кај дарителот, но и кај оној кој што го добил црниот дроб. Оваа трансплантација од жив донор е развиена буквално заради недостаток на органи во светот. Нема толку донори колку што има пациенти што чекаат трансплантација, и докторите низ минатото барале алтернативи како да се зголеми пулот на органи. Една од алтернативите е ова. Тоа значи на некој од роднините најчесто на пациентите, така се зима дел од црниот дроб. Во овој случај најчесто се зима половина. Иако сега тоа иде и уште помали, да речеме, делови од црниот дроб. Така да една сложена хируршка операција се стеа уште повеќе усложниле. Проблемите со таа трансплантација се два, односно во два дела. Едниот е дека оперирате наистина здрав човек од кој што ќе земете дел од органот, а тоа не се воопшто едноставни интервенции, и хируршкиот тим кој што тоа го изведува навистина мора да биде на тој начин спремен и мирен дека тие донори ќе имаат смртност 0. Не е никаде во светот 0, ама се навистина под 1%. И тоа е едниот проблем, така? Па и морално, ако го гледате, оперирате здрав човек. Меѓутоа, се фамилии и нема никаков проблем кога мајка дава на син, брат на сестра и така натаму.
Вториот проблем е врзан за постоперативниот тек кај пациентот кој што го прими тој орган. Тие се по дефиниција многу тешки пациенти, болни од цироза, со сите можни пропратни компликации кои што таа ги носи, а ќе добијат половина орган наместо цел црн дроб. И тој постоперативен тек кај тие пациенти е многу потежок, да речем, додека црниот дроб го добие својот нормален волумен, кој што ќе се случи низ 3-4 недели. Значи се зголемува? Се зголемува, бидејќи му пресадуваме здраво ткиво, тоа ткиво ќе се регенерира. Како што споменавте, здраво ткиво се регенерира. Здравото ткиво има можност да се регенерира, така. Има во Македонија, кај нас пациенти со таков тип на операција што го направиле во некои од центрите? Има многу, меѓутоа сите се извршени надвор од Македонија. До сега клиниката за гастроентерохепатологија, горе-доле најголемиот дел од тие пациенти завршија во Турција. Турција е водечка земја во пресадување на црн дроб од живи донори, така да таму и ги праќавме. Многу чинеа тие операции, околу 75 до 100.000 евра праќаше фондот од пациент, така да еве сме решили еден таков проблем. Крупен проблем. Кога станува збор за кадаверична трансплантација, пациентот го добива всушност целиот орган. Како функционира тој? Добро функционира со оглед на тоа дека е земено од лице со мозочна смрт? Да, бидејќи лицата со мозочна смрт е многу битно да кои што се донори, така и ова е убаво да го чуе јавноста, бидејќи се повеќе луѓе вака ни приоѓаат и викаат и што во случај ако починам сакам да ги донирам органите, да кажеме дека не се прави трансплантација од починати луѓе. Него од пациенти со мозочна смрт. Кај нив не функционира само мозокот. Меѓутоа, кога кажеме не функционира, збориме за мозок кој што е буквално умрен. Што исто ги разликува од луѓе кои што се во кома. Значи не е исто мозочна смрт и кома? Не само што не е исто, дури комата е и реверзибилна состојба, па дури и најтешките форми, вегетативните коми, така се нешто што ние не би го рачунале за донор. Него се ова пациенти кои што поминуваат ни строги испитувања од страна на анестезиолозите и се прават многу тестови кои што докажуваат мозочна смрт кај пациентот, за да кажеме дека тој пациент може да биде кадавер. Меѓутоа, освен мозокот, кај тие пациенти буквално сите други органи се здрави. Но да го одржите тој донор во живот е многу некогаш тешко и тука се важни анестезиолозите и единиците за интензивна нега и тие верувате вложуваат многу напори за една трансплантација да се случи. Јас во оваа прилика ги поздравувам сите анестезиолози, вклучително и националниот координатор Маја Мојсова, која што од која дојде на функцијата некако овој процес на трансплантација баш заживеа. Колку време по вадењето на органот од кадаверот мора да се трансплантира кај пациентот, кај болниот кој што има потреба за пресадување на орган? Што побрзо, тоа подобри резултатите. Оптимално е до 6 часа, значи од кој ќе се извади органот. Значи толку брзо? Многу кратко е тоа време, да. Кај срцето е дури и пократко. Меѓутоа денеска за презервација на тој орган од кој ќе го извадите, така се користат различни течности со најмодерните кои што ние ги користевме, да речеме, за нашата трансплантација, и до 8 часа е тоа време сосема окей, да речем. После 12-тиот час веќе не бива трансплантиран тој орган, да. Заради тоа и еднашка спомнав и повторно сакам да повторам, пациентите кои што ние ќе ги трансплантираме, со оглед дека нема никогаш да добиеме орган додека не влеземе во Евротрансплант од некоја друга земја, имаат најидеални услови за трансплантација, бидејќи тој црн дроб воопшто ништо не чека. Ние го вадиме во едната сала и во другата сала веќе иде во... Две сали, една до друга? Две сали. Работат секогаш два тима, едниот тим ја прави експлантацијата, значи вадењето на органот од донорот, додека другиот тим ја работи трансплантацијата, односно го вади заболениот орган, црниот дроб, и го става новиот орган. Така да, бидејќи почнуваат во исто време некаде со операција, практично тој орган не чека ни саат време за да биде трансплантиран, и што е многу битно, што е огромна предност. Апсолутно. И нема никакви манипулации со тој црн дроб. Не лета со авиони, не се тресе во кутии, не седи многу на лет и така натаму. Така да, тоа треба да ги охрабри нашите пациенти, бидејќи
Евротрансплант да представува еден бекап, така ако имате акутно откажување на црниот дроб да ви стигне орган, меѓутоа не значи па дека ќе стигне, дека може буквално и тогаш да нема ни светов орган кој што ќе се не секој поклопи. пациент може да го прими црниот дроб кој што е во моментот на располагање за трансплантација. Така. Потребни се многу испитувања. Така. Што е најважно? Крвната група Сега ли, све поише и генетиката? поише тоа се намалува, така порано се испитуваат 300 работи, заради тоа и немаше толку многу органи, меѓутоа како напредува медицината, сега на што ни е битно е исклучивно само крвната група. Само крвна група, Само ништо крвната група. повеќе. Ако таа се погаѓа, тој пациент тогаш може Нема да иде на типизации трансплантација. генетски. Нема, меѓутоа тие би ги правиле кај жив донор, кај пациент кој што е од кадаверична трансплантација, така тие веќе пациенти се испитани, се на листите, така да ги знаат гастроентерохепатолозите и на крај од листата точно знаеме кој пациент го добива тој црн дроб. За да се направи една ваква трансплантација на црн дроб, потребна е координација на многу стручни лица од областа на медицината, па како изгледа? Еве, кога некое семејство ќе потпише дека лицето нивно блиско кој што има мозочна смрт ќе биде дарител на органи. Кому прво се јавуваат? Како изгледа процесот? Па е една од причините зашто не ја направивме до сега е баш тоа. Тоа е многу сложен процес да се искоординира и пред потпишувањето има многу работа. Таа секогаш ја работат анестезиолозите, они се тие кои што го наоѓаат пациентот со мозочна смрт, ја констатираат таа мозочна смрт и започнуваат преговорите со фамилијата и на крај добиваат Тогаш ви најавуваат и на вас дека постои можност? Не, они секогаш не најавуваат во моментот кога ќе имаме потпишана согласност. Бидејќи до тогаш нема ни логика да ги покренете сите тимови, бидејќи тогаш националниот координатор она што прави се јавува на болничките координатори на кардиохирургија, абдоминална хирургија и урологија, па сега во поново време нели се зимат и коскени делови и делови од рожницата, така да на сите одеднашка трансплантациони тимови им се јавува националниот координатор и сите тимови доаѓаат на состанок. Тоа се случи со првата трансплантација, се собравме во 10 часот навечер, така? Секој од тимовите се си започнува со своја работа. Едната се состои во тоа да се процени органот на донорот, дали е соодветен. Од кога тоа ќе се случи и, кажеме, имаме орган кој што е потенцијално добар за трансплантација, потоа се бара пациент од листата кој што ќе биде трансплантиран. Првиот ние што го трансплантиравме, Драган, сакам многу да го поздравим и да посакам добро здравје во оваа прилика. Дојде од Кичево во 2 часот по полноќ. Како реагираше кога му се јавивте, тоа морам да ве прашам? Па беше уплашен, што е нормално. Ние за среќа не бевме, мислам дека подготвени ја дочекавме целата трансплантација, па му влеавме една доверба. Имаше многу прашања кои што најискрено му ги одговоривме и мислам дека со полна доверба влезе во сала и кога ја подпишуваше таа согласност немаше никаква дилема, што и на нас ни беше голема олеснителна околност. И од кога тоа го имаме, почнуваме со внесување на пациентот, односно на донорот во сала, каде што се прави експлантацијата. Тука работат сите тимови одеднашка, се вади срцето, се вади црниот дроб, бубрезите, сите по одреден редослед кој што го следиме. И потоа започнува трансплантацијата во друга сала, каде што се воведува во анестезија првен пациентот кој што ќе биде трансплантиран и се трансплантира орган. Колку хирурзи учествувавте? Тимот беше од 4 хирурзи, да ги спомнам, тимот го води професорот Караджов, кој што ни е директор на клиниката, Љубомир Огненовиќ и Кемал Рушити се другите двајца хирурзи и јас. Значи четворица, двајца работеа експлантацијата, двајца работеа трансплантација. Имаше тими од доктори од други области? Од сите, значи гастроентерохепатолози кои што се задолжени за трансплантација на клиниката се четворица, ги води професорката Бети Тодоровска, тука се уште Елена Цуракова, Емилија Николовска и Фани Личовска. Да ги поздраваме нив, на вистина и они многу се вложија во постоперативниот тек на пациентот, секојдневно еха и така натаму. Анестезиолошкиот тим го водеше примариус Татјана Спировска, која што после операцијата, буквално првите 7 дена, мислам дека секојдневно беше и по цели вечери во болницата, бидејќи тоа е најтешкиот период за пациентот. Се воведува имуносупресивната терапија, која што
прилично силно влијае на организмот, а почнува да се буди црниот дроб и така. Тоа е еден Така, сложен тука можеме процес. да ги погледнеме и фотографиите од оперативниот зафат. Колку часа траеше? Експлантацијата траеше околу 2 часа, а трансплантацијата траеше, мислам дека точно 5 часа. Почнавме 6:30, завршивме во 11:30. Без никакви компликации? Без никакви, течеше интервенцијата како да не е прва. И мислам дека е тоа резултат на вистина на искуството на хирурзите кои што ја работеа оваа трансплантација, кои што се секојдневно со... Знаете, трансплантацијата е круна, да, по многу работи, сложени и тешка интервенција. Меѓутоа на клиниката се прават реално и многу потешки операции од трансплантација на црндроб. Ќе се наврта малку сега на пациентот кому се јавивте и кој што прифати да биде првиот пациент кој што ќе добие црн дроб од кадавер во Македонија. Какви прашања имаше? Ве споменавте дека имал прашања. На што се однесува? Едното беше дали би можело со неговата состојба да живее уште некоја година. Тоа беше прашањето, на кое што најискрено му одговоривме дека тоа никој не го знае, така. Меѓутоа, он е веќе пациент кој што имаше слезина од 23 см, значи исклучителна спленомегалија, нормално е до 12 см. Со многу ниски тромбоцити, околу 30 беа, нормално се до 350, така, што го прави кандидат за крварење. Он со веќе 2 епизоди беше на гастроинтестинално крварење од варикси на езофагусот. Значи многу комплицирана состојба. Неколку пати веќе спасуван животот, така да мислам дека беше сосема исправна индикацијата за трансплантација и за среќа он ја прифати. И второто прашање му беше што ако црниот дроб не телото ако не го прифати црниот дроб. И на тоа најискрено му одговорив дека во таков еден случај би имале многу сериозен проблем, бидејќи нема да имаме од каде да дојде друг орган, нели? Меѓутоа дека ќе ги има оние најидеални услови за трансплантација кои што ги зборевме, а и со денешната имуносупресија отфрлањето на црниот дроб е не така честа појава. И успешно се лекува. Имаме лекови кои што можеме да ги употребиме, а да го имунолошкиот систем ставиме под контрола. Меѓутоа, ако сето тоа не успее, тогаш тоа иде за жал лошо. Споменавте отфрлање на црн дроб и имуносупресивна терапија. Зошто организмот го отфрла туѓиот орган? Затоа што е туѓ. Затоа што е туѓ. Со антитела напаѓа, како вирусите што ги напаѓа, бактериите претпоставам во истиот механизам. Препознава како нешто туѓо и почнува да го активира имунолошкиот систем, на војска нели на антитела кои што се трудат да го отфрлат. Она што ние со лекови го правиме па против удар, нели, кога се трудите тој имунолошки систем да го ставите под контрола, односно да го намалите. Тоа помага за да преживее органот, меѓутоа не воведува еден друг свет на проблеми, а тоа е проблеми на инфекција. Ако го држите под минимум имунолошкиот систем, тоа значи дека во тој момент тој пациент воопшто не е отпорен на било каква инфекција. Значи може лесно се разболи од вируси, бактерии, габични инфекции. Така. И тие инфекции се најчеста причина за смрт кај пациенти после трансплантација на црн дроб, па и било која трансплантација, затоа што кај сите се употребува имуносупресија. Доживотно се употребува имуносупресија? Доживотно. Да, ќе ја прима пациентот доживотно со тоа што да, дозите постојано се намалуваат и она што во моментов, да речеме, од 2 пати неделно гледање со гастроентерохепатолог, така ќе се сведе на гледање на 3-4 месеци низ една година. А во првата година пациентите навистина примаат многу лекови. Смеа да се појават на сонце поради имуносупресивната терапија? На сонце, да. Предпоставам прашањето заради меланомите кои што може да се јават. Па меланомата е еден специфичен карцином на кожата кој што знае и самиот да е имуносупресивен, а и се јавува ако ви е имунолошкиот систем дефицитен, така? Со самото тоа што пациентите примаат имуносупресивна терапија, стануваат подлежни на тоа да се појават карциноми на кожата. Еден од нив е и меланомот, меѓутоа не во толку голем процент сега, да не мислат дека сите трансплантирани ќе добијат, но една од препораките кои што има трансплантирани пациенти е да внимаваат на сонце и да користат фактори за кожата.
Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања, почитувани од овој момент емисијата ќе биде контактна. Колку обично трае опоравувањето на пациентот? Колку време мора да остане во одделението на интензивна нега? Пациентот колку беше кај вас во болница пред да биде испуштен? Тоа е многу индивидуално, зависи од самата состојба на пациентот, па и како ни поминала трансплантацијата, но вообичаено повеќе од една недела не седат во интензивна нега и потоа уште 2 недели на оддел, ако се иде во едни идеални услови. Тоа се исто случуваше со нашиот прв пациент. Он беше 7 дена не на интензивна нега, него во еден посебен дел кој што го имаме направено за пациенти кои што се трансплантирани, и потоа го префрливме во апартман на оддел, каде што му беше многу попријатно и многу побрзо се осети на опоравување кај него. Болки се јавуваат? Па болките се од оперативниот зафат, се прави голема рана на стомакот. Меѓутоа, она што ние сме го гледале, кога сум шетал вака по светот, и овие пациенти ко за чудо немаат болка. И зашто е тоа така? Баш не може медицината да одговори. Кај трансплантиран пациент во првите неколку дена болка е баш сериозен симптом дека нешто се случува со органот. Така. Тоа е вака еден феномен кој што не го објаснува медицината. Иначе потоа имаат болки заради тоа што таа рана која што сме направиле хируршки зараснува, меѓутоа тоа не се болки кои што не може со најобични аналгетици да се купираат. Имаме гледач кој што ќе го вклучиме во емисијата. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ало? Во програма сте, повелете, само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот за да можеме нормално да комуницираме. Повелете. Сакам да прашам, вака имав хепатит С. Така? Примав терапија, го излекував, мислам 2 пати излевам сега негативен. Дали има шанси повторно пак дали тоа да се врати или... Така, дали има повторно шанси да се врати болеста, предпоставувам и да направи некакво оштетување на црниот дроб. Ви благодарам за вклучувањето во програма, професоре. Б, колку што разбрав. Б. Хепатитот Б бара доживотна вака една терапија кај пациентите. С е нешто помалку, бидејќи тој навистина може да се излекува, меѓутоа секој пациент кој што е излекуван, така кој што во тој момент нема активен титар од вирусот, е потенцијално можно да повторно се реинфицира. Да проговориме малку за листата на пациенти кои што чекаат трансплантација. Имате ли информација на колку луѓе им е потребен ваков зафат за да биде спасен нивниот живот? Да, таа листа се води многу редовно од националниот координатор, па и самата клиника за гастроентерохепатологија ги евидентира тие пациенти. Во моментот во Македонија 15 луѓе се на таа листа и чекаат за трансплантација на црн дроб. Има ли возрастно ограничување? До која возраст би се направила трансплантација после одредена одредени години? Реално нема. Она што го гледаме, физичката спремност на пациентот, колку се повозрастни се разбира се поболни, меѓутоа не би го исклучиле пациентот само заради возраста и тоа да е некаков критериум. Дури и помладите пациенти некогаш не идат на листата напред. На листата идат напред пациенти по исклучиво точни параметри кои што ги формираме од Значи не може биде приоритет возраста. Некој е помлад па да му се овозможи подобар квалитет на живот да се качи погоре на листата. Не, такво нешто нема. се гледа вкупната состојба на пациентот и можностите во наредните 90 дена да од таа терминална фаза на црниот дроб заврши лошо пациентот. Само тоа е критериум. Тоа е главниот критериум. Имаме повторно гледач кој што сака да се вклучи во денешната Телма амбуланта. Предпоставувам со прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, поздрав до вас. Благодарам. Поздрав до докторот. Јас се јавувам само, не сакам прашање да поставувам, само да го поздравам моментално најдобриот доктор во Македонија и да имаме уште повеќе такви доктори. Пред 3 години имав проблеми со жолчно кесе, прсното жолчно кесе и тој доктор буквално ме спаси. Така, ви благодарам за вклучувањето. Сакам да го поздравам директно од Мавро Ростиш.
општина Маврова. Ви благодарам за вклучувањето, докторе. Навистина е убаво кога вака ќе слушнете комплименти за вашата работа. Да му благодарам на пациентот. Веројатно, кога пациентите најискрено ви се заблагодаруваат, нема поголема награда за целиот вложен труд низ многу долгава медицина која што ја учиме малтане цел живот. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач, веќе ве слушнавме, господине. Повелете, во програма сте. Јас сакам да поздравам докторот Антонич. Така. Тој што ме оперираше за дебелото црево. Значи, вие се јавивте само за да упатите еден За поздрав до поздрав, доктор. добар, голема благодарност. Ви благодарам за вклучувањето. Еве уште еден благодарност. Благодарам. Се надам и некој прашање да одговориме. Па еве, следниот гледач што ќе се јави, се надевам дека ќе има некој конкретно прашање поврзано со темата за која што говориме. Во однос на оние пациенти кои што ќе бидат трансплантирани во иднина со орган како што е црниот дроб, колку потоа често ќе имаат потреба од контроли, од лекарски прегледи кај хирург? Има ли потоа потреба да се јавува кај вас? Го следите ли? Да, кај хирурзите па Драган е сега специјален за нас, нели многу, така да сите некако го гледаме, меѓутоа реално пациентите од кога ќе искочат од хирургија ги превземаат гастроентерохепатолозите, тоа е цела интернистичка нели наука и они се на некој начин најблиски соработници со тие пациенти. Честотата иде како што напредува времето после трансплантацијата, станува се поретка и поретка. Сега мислам дека Драган иде 2 пати неделно на контрола кај гастроентерохепатолозите, меѓутоа тоа ќе се разречи, така да ќе стане квалитетот на живот него сигурно многу подобар во наредните месеци. Претпоставам дека се чувствува добро. Добар е, јас го видов минатата недела. Нормално му е тешко сега целата терапија која што треба да ја зима, меѓутоа вака ентузијаст и вака ми делуваше многу среќен. Многу е важен и погледот кон животот и оптимизмот во тие моменти. Велати дека тоа е дел од успешното Оно што он треба да се надева е многу подобар квалитет на живот кој што е буквално нормален живот. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дали би можела да го поздравам доктор Антович? Секако повелете. Доктор Антович, голем поздрав од Симуновски Трајан, ми го опериравте од дадено карцином на желудникот. И како што викаат старите, да Бог да со златна лажи да јадите, мислам дека сте не само дека ми го спасивте сопругот, мислам дека сте еден од најдобрите доктори. Се сеќавате и доктор Донев дојде кај него на посета, баш се видовме тогаш. Многу добро се сеќавате на Трајан, пошто ми рековте дека е мало човече, а многу стабилно на операцијата. Докторе, бидете поздравени, многу среќен. И не знам друго, немам зборови да ви кажам колку сме задоволни од вас. Еве го уште е тука е до мене. Така. Пред 10 години му е изваден желудникот. Не сме били уште на контрола, ама одмерак да се сретниме со вас. Ако можам да најдам термин, би сакала да дојдеме до кај вас. Така, дури термин само за да се видите со докторот, а секако и за една консултација. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Сепак нема прашање, докторе, само комплименти. Благодарам за убавите зборови и емотивни заблагодарувања. Да, што сега со мене не е целиот тим кој што ја работеше, бидејќи поводот е сепак трансплантацијата, да, меѓутоа студијата се такви со толкави капацитети, инаку секој од нив буквално заслужува во моментов тука да седи и да ги прими овие честитки, почнувајќи од докторите и никако да не ги заборавам сестрите кои што многу труд вложија за овој прв пациент. И професоре, сосема на крај на денешната емисија, еве да се крене свесноста за донирањето органи кај нас. Еден апел, бидејќи ве споменавте дека има пациенти кои што чекаат на листата, велите 90 дена. Како беше тој критериум клучен? Мелпскорот го скорира значи 90-дневното преживување на пациентите од моментот кога тој скор се прави. Оној кој што има најголеми шанси да во тие 90 дена го изгуби животот, тој е оној кој што да речеме. Значи прописно на ваков начин се спасува нечиј живот. Така. За свесноста, прво да им се заблагодарам на сите кои што досега донирале органи. Навистина е тоа еден посебен емотивен момент кога нели губите некој најблизок и уште. Тоа воопшто не е лесно, така. Така.
Така да голем наклон на тие пациенти и мислам дека секој од докторите тоа го осеќа. Инаку што се однесува до свесноста, ние постојано збориме да се зголеми свесноста кај народот и јас стварно мислам дека народот кај нас има доволно сенс. И кај оние кај кои што анестезиолозите до сега побарале донирање органи, верувам дека кај најголемиот дел е добиено дозвола. Оно што нас мислам дека не недостасува за да направиме еден стабилен донорски систем е ние како капацитети здравствени можеме да ги препознаеме пациентите со мозочна смрт. Да тие пациенти се пронајдат, тие пациенти да се одржат и да со тие фамилии разговараме. За сега сите пациенти кои што се донори потекнуваат од клиниката за Карел, така, или нашата неурохируршка клиника, меѓутоа ниеден не е од внатрешност. А имаме големи болници, така големи капацитети. Штип, Струмица, Битола, Охрид. Таму би требало во тие интензивни неги да се едуцираат тие анестезиолози, да ги пронајдат овие луѓе. Така, бидејќи ако не пронајдете човек кој што има мозочна смрт и почине, едноставно сте го пропуштиле како потенцијален донор. И верувам дека да, покрај кампањите за подигање на свест кај луѓето, треба паралелно и ние да го градиме овој систем и мислам дека сега ќе земеме вака еден малку поголем замав, со поголем елан после првава трансплантација. Уште еднаш честитки и ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Ми беше задоволство да разговарам со вас. И ви благодарам и вас, мене ми е секогаш пријатно кога ќе ме викнете на телевизија, без заради тоа што можеме да подискутираме за нешто ново, конечно убаво во држава. Ви благодарам уште еднаш, да им заблагодарам и на гледачите што и денеска не следеа со внимание. Ви благодарам и денеска што бевте дел од Телма амбуланта. Гледајте емисијата секој работен ден во 12 часот и 50 минути, кога заедно учиме за нашето здравје. Имајте пријатен ден.